Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Председателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, неделава од Македонија, испрати јасна порака дека Македонија има опиплив напредок во делот на исполнување на реформската агенда, а дополнително тоа се потврди и со добивањето на 65,7 милиони евра од планот за раст, што е за 50% повеќе од фронтранерите Црна и Албанија. Македонија за прв пат е избрана за членка на Економскиот и социјалниот совет на Обединетите нации, ЕКОСОК, за мандатниот период од 2027 до 2029 година. За прв пат од независноста ќе бидеме дел на едно од главните тела на системот на Обединетите нации. Ова е историски успех на македонската дипломатија. Успех на посветеност, на доверба, на работа која често се одвива далеко од очите на јавноста, но која носи конкретни резултати. Нацрт извештајот на Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент за Македонија, кој се однесува за периодот до ноември 2025 година, испраќа важна политичка порака, а тоа е дека Македонија останува јасно препознаена како европска држава, посветена на реформите, регионалната стабилност, како и стратешкото партнерство со Европската Унија и НАТО алијансата. Имаме заедничка изјава со Европската Унија во делот на одбраната и безбедносната политика. Постмониторингот со Советот на Европа е завршен, со што ги исполнуваме сите демократски капацитети како држава. Имаме стратешки договори со Унгарија, Хрватска, Обединетото кралство и Соединетите Американски држави. Но исто многу важно во делот на дипломатијата, конкретно во делот со Бугарија, е дека по долги години подчинување, понижување и неработење од страна на тогашната влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз, сега владата предводена од ВМРО-ДПМН подпиша ратификување на договор со Бугарија за коридорот 8, што е од клучно значење за Европа, регионот, како и самиот Балкан. Почитувани граѓани, додека едните се сликаа на автопати со маички и си делеа провизии од анексите за работа на коридорите, додека другите подпишуваа бланко листови за да останат ден повеќе на власт на штета на македонските интереси, ВМРО-ДПМН работи на евроинтегративниот процес со реални ефекти, со реални резултати и со државнички однос, кој денес го поздравуваат голем број на функционери од земјите членки на Европската Унија. Затоа на Социјалдемократскиот сојуз дипломатскиот успех на владата предводена од ВМРО-ДПМН им пречи, затоа што за нив единствен успех би бил ставањето на бугарите во уставот за редефинирање на македонската историја. Ви благодарам.